Почитувани граѓани, почитувани медиуми, срамно и понижувачки е да се остава студентите без бесплатен јавен превоз. Додека на билетарниците не се продолжуваат билетите за бесплатен јавен превоз во 2025 година, министерката Јаневска молчи. На само недела и пол до новата 2025 година, од ресорното Министерство за образование и наука не знаат колку и дали ќе има билети за бесплатен јавен превоз за студентите. Но во обид да избегнат одговорност, ја префрлаат вината кај градоначалничката на Скопје. Укинувањето на бесплатниот јавен превоз е удар врз стандардот на студентите. Студентите заслужуваат почит од вас и од вашата партија, а не да ги оставите на цедила. Заслужуваме конкретен одговор и ве повикуваме да го послушате гласот на студентите. Кога може да ги зголемувате непотребните трошоци за мебел и услуги, стоки во новата година, зашто тогаш ние младите сме помалку важни од тоа, од купувањето на нови автомобили, мебел и останати непродуктивни трошоци. Тоа што ние го бараме не е некој луксус, туку неопходност и потреба за функционален систем образовен, особено во услови кога цените, трошоците за животот вртоглаво растат. Само да подсетиме дека во време на најтешките кризи, како ковид и енергетската криза, студентите во времето на владата на СДСМ има бесплатен јавен превоз, беа вклучени во додатните антикризни мерки, како и мерки за превоз дополнителни, но исто така има и студентски оброк. Тоа е вистинска грижа. Почитувани, студентите не се само статистичка бројка. Ние младите сме движечката сила на ово општество и заслужуваме да имаме пристојни услови за живот и функционално општество како образовен систем. Ја повикуваме министерката Јаневска и ДПМН да обезберат пари за бесплатен јавен превоз за студентите. СДММ дава целосна, безрезервна поддршка кон студентските здружувања и да се пристапи кон нивните барања. Ние, младите социјалдемократи, ќе продолжиме да се бориме за правата на студентите, за општество и образование како што заслужуваме. Доста од празни ветувања и бараме да се исполнат овие барања на студентите. Ви благодарам.